Ирена Марој е менаџерка во бизнис во женска собственост што го претвора пластичниот отпад во еколошки камен. Со седиште во Гома во Демократската република Конго, компанијата обезбедува работа за луѓе раселени од години војна. Марој вели дека нејзиниот фокус е на младите внатрешно раселени лица, надавајќи се дека ќе ги спречи да се приклучат на вооружените групи. Ici à l'est de la RDC, quand j'ai constaté... Кога видов дека толку многу млади луѓе се приклучуваат кон вооружените групи, бидејќи немаа работа, знаев дека имам должност да помогнам. И кога војната ги принуди нашите сограѓани да побегнат во градот, решив да поддржам некои од раселените со купување на пластичен отпад што го собираат. Благодарение на ова, многумина, особено жените, сега може да се грижат за своите семејства. Од април 2024 година бизнисот има 6,8 милиони внатрешно раселени лица според Обединетите нации. Бонифес Хајна, татко на 7 деца, е еден од нив. Тој вели дека е благодарен за работата. Mungu amenisaidia, nimepata mama Irene. Со Божја помош ја запознав Ирина. Таа ме научи како да го претворам пластичниот отпад во еколошки камен. Благодарен сум затоа што на 15 и 30 секој месец добивам плата пред Светската програма за храна да ни помогне во кампот. Тие пари ми помагаат мене и на моето семејство да преживееме. Компанијата исто така има за цел да го намали пластичниот отпад. Рече се 3 години каменот произведен од компанијата помага да се поплочи градот Гома и беше поставен и на приватни парцели, вели клиентот Глоар Мухиндо. Избрав да го купувам овој камен главно затоа што е направен локално, што навистина ме мотивираше. Тие се направени од пластичен отпад, како кейси и шишиња што ги фрлаат во нашиот град. Поддршката на оваа иницијатива не само што го промовира рециклирањето, туку и помага нашиот град да биде чист. Тимот на Марој вели дека секој месец во Гома рециклира околу 10 тони пластика. Таа вели дека постигнува 2 цели: борба против пластичниот отпад и помагање на раселените од војната да станат посамостојни.